Ете, драги мои, и тоа се случува. Империјата ја живее својата предсмртна агонија. Народот наш мудро ни ги има оставено во наследство своите поговорки. Денес неминовно ми доаѓа на ум таа што вели: кој се е ветер, ке жнее бура. А Соединетите американски држави деновиве го живеат својот политички ураган. Сценариото е прастаро. Доволно е да видиме како беше подемот, а потоа и пропаста на Рим. Протагонистите различни, но сценариото идентично. А сценариото е едноставно. Се почнува со голема идеја. Таа идеја се преточува во држава, а државата се претвора во империја. За создавањето на империја, како што знаете, секогаш е потребно да имате други народи и територии кои се подчинуваат на империјата. Тоа го правеше Рим, тоа го правија и САД. Додека една унитарна држава со релативна хомогеност опстојува како еден нормален организам и е самоодржлива. За империјата единствена одржлива raison d'être, причина за постоење е ширењето и освојувањето. Кога освојувањето престанува, бранот почнува да се враќа назад кон центарот. Тоа и се случи на империјата на Александар Македонски, кога се врати од Индија во Вавилон и умре, за да брзо потоа се распадне империјата. Тоа му се случи на Рим во времето на варварските продори. Тоа сега и се случува на Америка. Во време на Трамп, за среќа на светот и за несреќа на империјата, САД не отпочна ни една војна. Не е до Трамп, до уморната империја е. Не е до Америка, до принципот е. Принципот е насилен, а насилството никогаш не родило нешто друго што не е насилство. Ако треба да подразмислиме што е тоа што Америка во изминативе 100 години најмногу го извезуваше во светот, многумина ќе помислат на Холивуд, Кока-кола или Макдоналдс. Иако сево ова во изобилие се извезуваше од САД, сепак тие во нивниот златен век, кој сега е на залез, извезуваа пред се три работи: војна, демократија и пред се долари. Навистина е невозможно да се добројат сите војни кои ова империја ги има водено во последните 100 и нешто години. Првата светска војна ги донесе на сцената. Втората ги инаугурираше како новата империја. И нормално преку сите локални војни: Кореја, Виетнам, заливски војни, арапски пролети, уште што ли не, и засилено со жетвата што ја правеа преку доларот, кој беше резервна валута за сите други, империјата се мислеше неуништлива. Демократијата што ја извезуваше во земјите на Источниот блок или на Блискиот Исток, просто речено, диктаторскиот ред го претвори во демократски хаос. За ова не мораме да одиме далеку. Доволно е да споредиме како функциониравме ние кога бевме во диктаторскиот комунизам, како функционираме сега во демократскиот капитализам. Само споредете. Нема потреба од анализа овде. За доларите веќе спомнав. Своевремено доларот вредеше исто што и злато, заради златниот стандард, односно покритието во злато за сите испечатени долари. Затоа сите нации низ светот го прифаќаа како резервна валута. Тој златен стандард, драги мои, не постои веќе 50 години. Откако во 1971 година го укина тогашниот претседател Ричард Никсон. Во изминативе 50 години, федералните резерви печатеа долари без покритие, генерирајќи ги како долг. Тој долг во поголемиот дел излегуваше надвор од САД и со него се купуваа реални добра. Денес, откако светот е глобализиран и променет, доларите, заедно со демократијата и војните се враќаат дома. Така што кој сеел ветер, сега жнее бура. Кој сеел неред наречен демократија, сега жнее анархија на сопствените улици. И на крајот на крајевите, кој сеел безвредни долари, сега жнее сиромаштија. Кога го посетив Рим, не ми остави голем впечаток ни Колосеумот, ни Форумот, ни Ватикан, туку една обична пољана насреде сиот тој империјален раскош. Таа пољана се вика Циркус Максимус и во времето на империјалниот Рим била најголемата сцена за кочијашки трки и забава. Денес изгледа вака.
Не е исклучено еден ден она што денес е Вашингтон, во иднина да биде само една голема зелена пољана. Јас сум Татунчо, драги пријатели. Секој добро.